Граѓаните ја препознаа надежта и работата на кадрите на ВМРО-ДПМНЕ. Затоа имаме и раст во гласовите од минатите локални избори од 2021 година. Имаме пораст во делот на советничките места од 17,5% или 82 повеќе советника во советите. Имаме пораст и во делот на освоени градоначалнички места во првиот круг. Ако во 2021 година имавме 22 градоначалнички места, сега имаме 33. ВМРО-ДПМНЕ не може да се помири со фактот дека СДСМ останува најсилна опозицијска партија и дека е на пат да освои повеќе општини отколку тие во 2017 година. Стои во денешното соопштение на СДСМ. Од партијата додаваат дека Мицкоски е во шок од изборниот резултат, колку и да се обидува триумфалистички да ја труе јавноста со соопштенија. Според СДСМ, факт е дека ВМРО-ДПМНЕ е изгубила 140.000 гласови, иако утре има парламентарни избори, би освоиле 7 пратеници помалку. Граѓаните јасно го поразија и неговиот коалициски партнер ЗНАМ, кој требаше да биде тројански конј за делење на СДСМ. Овој план пропадна и знамена пат на исчезнување, велат од СДСМ. Кандидатот за градоначалник на град Скопје од ВМРО-ДПМНЕ Орце Ѓорѓиевски денеска најави големи инвестиции во културната инфраструктура на главниот град, со цел да се поврзат историското наследство и современите вредности во интерес на сите граѓани. Време е културата да ги соедини минатото и иднината во интерес на сите луѓе, порача Ѓорѓиевски, додавајќи дека нови културни сцени и содржини ќе се развиваат на повеќе локации низ Скопје. Според најавата, археолошкиот локалитет Скупи ќе добие нова културна сцена, а Скопското кале ќе биде збогатено со дополнителни културни програми и простори за јавни настани. Дополнително, просторот околу аквадуктот ќе биде облагороден и претворен во зона со културни содржини достапни за сите граѓани. Доаѓа време кога сите ќе живееме подобро, порача Ѓорѓиевски во своето обраќање. Тоа значи дека доколку ние ја добиеме поддршката на граѓаните на град Скопје, ние ќе влеземе веднаш во соработка со сите скопски градоначалници, со централната власт, со секој, како и со санирање на состојбите во комуналното претпријатие, за да се спречи дополнително продлабочување на оваа здравствена криза која се случува на град Скопје. Тоа значи дека суетите политички веќе не смеат да имаат место во политичкото дејствување на градоначалниците. Ние сме многу мала држава и јас понекогаш сметам дека ние сме многу мала држава за да имаме волку голема политика. Ние имаме политика како нуклеарна сила да сме, а не како да сме 2 милиони народ кои може да се договорат, може да... Како градоначалник во изминатава година, но и во овој момент се обидовме да направиме се што беше во наша моќ да го подобриме животот во аеродром, а во наредните 4 години со поддршка на владата, со поддршка на идниот градоначалник на градот Скопје Орце Ѓорѓиевски, ќе направиме уште повеќе, уште подобро и уште поубаво место за живење. Како кандидат за градоначалник на општина Аеродром, јасно и конкретно ги представувам моите приоритети за урбаните заедници Населба Лисиче, Горно Лисиче и Долно Лисиче, за подобар, похуман и побезбеден живот на сите жители. Во Населба Лисиче ќе се заложам за ревизија на деталниот урбанистички план, кој во сегашната форма не е во согласно со хуманото живење, со бришење на високоградиците кои нарушуваат рамнотежата и инфраструктурниот капацитет на населбата. Ќе спроведеме целосна реконструкција на објектот Пчелка 1, градинка Буамара, како и хортикултурно уредување на неискористените простори. Кандидатот за градоначалник на центарот СДСМ Горан Герасимовски очекува победа во вториот круг. Тој објави дека им честител на две кандидатки кои излегле од трката за одличниот успех, но не разговарале за политичка поддршка, туку за квалитетните програми и предлози што ги понудиле кандидатките. Сметам дека нивните идеи и предлози можат да се вклучат во нашата програма во следниот 4-годишен мандат. Верувам дека поголемиот дел од гласачите кои гласаа за нив ќе ми дадат поддршка и дека ќе имаме голем број гласови во вториот круг. Центарци знаат да проценат и да го изберат најдоброто, а тоа е концептот за центар што заеднички го сакаме, рече Герасимовски. Почитувани центарци, ја најавувам мерката
за субвенционирање на 70% на трошокот на годишниот сервис на лифтови и хидранти во стамбените згради. Ова е мерка што значи безбедност, сигурност и одговорност. Со ова подршка ќе им помогнеме на граѓаните редовно да ги одржуваат лифтовите и противпожарните системи, а истовремено ќе ги намалиме трошоците во домашниот буџет. Безбедноста на секој човек, секој семејство и секој дом во центар е наш приоритет. Со вакви мерки покажуваме дека општината е вистински партнер на граѓаните. Комплетно реконструирање на водоводната мрежа, улиците и мислам конечно Кучевачка бара ќе го добие тоа што и е потребно. Но пред се би сакал да ве замолам на 2 ноември во вториот круг, бидејќи во ова населено место имаше помала излезеност од другите населени места во Чуче Сандево, да излезете што помасовно. Знам дека е далеку, но и таа неправда ќе исправиме за наредните избори. Сега да си го дадете својот глас, да го дадете гласот за градоначалник на ВМРО ДПМН.